и им се обратив со краток, но оштар говор, кој го заврши со следните зборови. Целата војна ја проведовте во Бугарија. Една пушка не сте испалиле против окупаторот. А сега одеднаш сте настанале големи македонци. Се дерете на цел глас како сакате да се борите за слобода на Македонија и како заради тоа не сакате да одите на Сремскиот фронт. А јас ви кажувам, не сте вие никакви македонци. Јас сум поголем македонец од вас, се борев за слобода на Македонија, додека вие спокојно сте си живееле во Бугарија. Ова како да ги слушам овие, извини што ќе те прекинам. Ова значи како да ги слушам овие шарените. Значи, јас затоа што сум за ЕУ, сум поголем македонец од тебе што не киш да си го продаеш. Браво, да си мислиш здрав. Исто. Катастрофа. Спокојно сте си живееле во Бугарија и можеби и сте се бориле и против македонските партизани. Пази се, инсинуацијава. А не е така. Во исказите се знае точно кој кај бил, зашто се борил така натаму. Ниеден нема кој што се борил против партизаните. А србите хушкачи, како што ти прочитав, едниот Асли Недичевец. Так. Значи бил четник. Так. Толку кажува големиот јунак црногорски. Он ги средил македонците. Сега човек, ова да те фати депресија. Ова е муабето. Ти се правиш голем патриот, а ки знај колку македонци извадија бугарски пасош. Истиот муабете. Ти се правиш македонец, а седеше Бугарија, не се бореше. Јас се борев за те. Мислам, не знам за тебе, ова мене многу ме депресионира дека некако како во круг се вртиме, човек. Цело време се веќе пичко. Историјата се повторува, тоа си знаеш. Еднаш како беше она, еднаш како комедија, еднаш како трагедија, еднаш како фарса. Фарса, ја искрено ти кажам, кај нас до гротеска.